Ова емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата за македонските европски интеграции во сенката на бугарското вето. Ги анализираме документите што ги регулираат односите помеѓу ЕУ и Македонија. И одговораме на прашањето зошто Македонија не ги користи овие документи или недоволно ги користи за спроведување на домашните реформи. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате зошто е важно процесот на реформи да тече независно од политичката блокада. Разговараме со државниот советник за европски политики и координација, Драган Тилев. Какви економски можности нуди спогодбата за стабилизација и асоциација и колку од нив се неискористени? Гостинка ни е Силвана Мојсовска, редовен професор на Економскиот институт Скопје при Универзитетот Кирил и Методиј. Останете со нас. Наспроти политичката блокада однадвор, ние си ја завршуваме домашната задача на патот кон Европската Унија, оценува државниот советник за европски политики и координација Драган Тилев. Интеграцијата се движи, но амбиентот е неповолен за да го забрзаме процесот и да го скратиме тој пат кон членството во Европската Унија. Најважно е, оценува Тилев, што државата прави напори ориентацијата да остане во правецот кој е зацртан со генерации. Иако, не е пријатно чувството да не остават постојано да чекаме пред вратата и кога ве демотивираат во клучниот стратешки процес кој во државата се одвива 3 децении. Работата е таква да правилата се наигра такви, маратонот продолжува, ние немаме друга опција, немаме друга алтернатива или подобра, пооптимална алтернатива од таа во која што сме влезени за овој процес на полноправно членство. И затоа работите дома ги вршиме. Ги вршиме во тој амбиент кој што е создаден со таа администрација која што понекогаш може да се каже и дека е малку демотивирана, можеби малку и тука и таму и некоја дезориентација, бидејќи кога ќе се движите подолго време во еден процес, знаете точно која е траекторијата, кога се одолговлекува процесот, ја губите едноставно ориентацијата. Се обидуваме тоа да не биде така и се обидуваме ориентацијата да остане во правецот во кој што е зацртана веќе генерацијски. Во таа насока беа и акција 21 планот на владата, во таа насока е и агенда Европа дома, во таа насока е акцијскиот план за борба против корупција и организиран криминал. Во таа насока се и уште други ред на акцијски планови, стратегии и така натаму, меѓутоа не само како документи, туку и во реализација. Ревизијата на Националната програма за усвојување на правото со Европската Унија 2021-2025 е круцијалниот документ, бидејќи покажува кој, што, кога и како треба да направи во процесот на завршување на работите дома, средствата и ресурсите кои се на располагање и одразува спремноста на администрацијата. Тоа е еден документ кој што можеби не го добива потребното внимание во јавноста, а треба многу почесто да се дискутира и за и околу тој така наречен NPA, National Plan for Adoption of the Acquis, затоа што тој е создаден од нашата администрација, најголемиот, најважниот документ кој што го произведува нашата администрација без поддршка и без помош однадвор. И тоа е за мене една посебна специфична тежина која што му се дава на тој документ, што покажува дека нашата администрација знае што, како и кога. Но националниот план, односно NPA, може да се реализира и ќе се реализира само доколку постои поволен амбиент и доколку постои силна, недвојбена политичка волја за негова реализација. Затоа велам NPA или Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и транспонирањето на правото во нашиот правен систем е круцијален документ кој што мора да биде во центарот на дискусиите, на дискурсот, би рекол, на сите општествени чинители, не само на владата, туку на сите општествени чинители кои што се во тој процес на ЕУ интеграција. Националниот план за усвојување на правото на Европската Унија е широка платформа за ЕУ реализација и е документ кој го подготвувале преку 800 експерти од администрација. Преку 150-60 институции се вклучени со свој контрибуции директно или индиректно во дефинирањето на NPA.
тој дефинира негдека преку 1500 активности, околу 200 закони, 250 подзаконски акти, негде околу 1 милиарда евра средства ќе бидат инвестирани во годишно, велам, значи секоја година по отприлика 1 милиарда се инвестираат во самиот процес. Најголем дел од тие средства се наши средства, што значи дека ние самите го финансираме процесот на евроинтеграција, се разбира со поддршка и на меѓународниот фактор, со поддршка на ИПА фондовите, на другите билатерални донатори, но сепак 90% би рекол грубо од сите трошоци ги сносиме ние. Затоа тој е документ кој што го покажува правецот, траекторијата и оди во сите, речиси, најситни детали кои треба да се реализираат за да може да ја постигнеме целта. Тилев смета дека важно е да се подготвува нова генерација на администрација која ќе развие нови вештини и знаења и ќе може да учествува во работата на европските институции. Потребно е исто така администрацијата да се почувствува дека прави нешто важно за државата и дека е дел од историски процес. Секој на своето работно место да го направи максимумот што може за да го придвижиме процесот нанапред. Владата е задолжена да ги спроведува реформите, Министерството за надворешни работи е задолжено и е одговорно за развивање на канали на комуникација во билатерална и меѓулатерална соработка. Секретаријатот за европски прашања, заменикот председател на владата за европски прашања, ние сме задолжени да го координираме процесот и да го туркаме процесот што е можно понатаму, институциите да ги реализираат своите проекти, дали се тие законски, дали се инфраструктурни, сеедно, секој на своето работно место да го даде максимумот. Спогодбата за стабилизација и асоциација според Тилев се имплементира без некои посебни проблеми од наша страна и нејзиниот потенцијал ние веќе го користиме. Чисто за илустрација само трговската размена со Европската Унија, само со Европската Унија, од 1,6 милиарди во 2001 година нарасна на 10,5 милиарди во 2019 година. Што значи дека ние веќе сме развиле такви трговски односи со Европската Унија, кои што се базирани на усогласување на сите политики, политички диалог и од усогласените политики, чисто можам да споменам некои кои што се однесуваат на делот на заштитна конкуренција, државна помош, безбедност на храна, олеснити услови за транспорт, царина и така натаму. Тоа се сегменти кои што обезбедија да се ослободи на некој начин целиот потенцијал на спогодбата за стабилизација и асоциација. 2011 година, 10 години од подпишувањето на спогодбата, ние веќе оформивме со Европската Унија слободна трговска зона. Клучниот капацитет на оваа спогодба е да отвори можност за нашите компании да тргуваат со земјите до Европската Унија. Пазар со 450 милиони граѓани, подречиси истите услови како и економските оператори од земјите членки. Тука ќе ги истакнам големите компании кои што полесно се прилагодуваат, тие имаат капацитет и да инвестираат во кадар и да инвестираат во освојување на правните лавиринти на бизнисот кој се води во Европската Унија, но малите и средни предпријатија се разбира, тие имаат по-мал капацитет, потешко се прилагодуваат и немаат таква финансиска моќ за да можат да инвестираат и во оспособување на кадрот и во освојување на нови технологии. Но тука е државата во секој момент за да помогне, да им помогне на малите и средните предпријатија, да можат полесно да ги препознаат техничките стандарди на Европската Унија и квалитетот на производите кои мора да ги произведуваат за да можат да извесуваат на европскиот пазар. Ако спогодбата за стабилизација и асоциација нуди можност, тогаш на нас е таа можност да ја искористиме. Тилев оценува дека политичката волја за да продолжиме понатаму мора да се одрази во фокусот на нашите клучни приоритети. И од многуте приоритети за кои може да говориме, јас би ги истакнал прво борба против криминалот, организираниот криминал и корупцијата, и тоа сите го повторуваат, меѓутоа е најтешкиот испит кој што може да си го зададе било која влада и претходните и веројатно оние натаму. Се надевам дека тој пат ќе биде скратен со резолутни одлуки во тој правец.
Вториот елемент кој што е од исклучително значење според мене е деполитизација и професионализација на администрацијата и судството. Исто така многу се говори и се прави, но веројатно недоволно, треба повеќе да се фокусираме во тој правец. Договорите со Бугарија и Грција, смета Тилев, за нас се од исклучително значење и тие не смеат да се оставаат само на хартија, туку мора да се изградат капацитети низ институциите, за да може да се имплементираат во целост. Во моментов сме фокусирани на некои елементи од договорите, меѓутоа тие нудат изворедно широк спектар на можности за развивање на билатералните односи со и Бугарија и со Грција. Тие договори нема да завршат со нашиот почеток на член за пристапни преговори, туку тие тогаш ќе почнат да се имплементираат поинтензивно и ние мора да бидеме подготвени за тоа. И четвртиот елемент од приоритетите кој би го истакнал посебно е зелената агенда. И тоа зелената агенда во смисла на подобар квалитет на живење. Затоа што за тоа се работи. Подобар квалитет на живење кој ќе обезбеди бизнис можности и ќе обезбеди сите граѓани во оваа држава да се чувствуваат дека се дел од еден процес кој не е заради ЕУ, туку е заради нас самите дома. Тилев додава дека процесот кон Европската Унија има траекторија и од тука точно знаеме што треба да направиме, но со која брзина ќе се движиме е друго прашање. Некои елементи од брзината зависат од нас, односно колку брзо ние се реформираме однатре, но некои зависат од членките на Европската Унија. Процесот на стабилизација и асоциација беше воведен од страна на Европската Унија пред 2 децении како реална перспектива за земјите во регионот на Западен Балкан да се мотивираат да спроведат огромен број реформи кои ЕУ ги очекува од нив. 20 години подоцна, нашата земја се уште нема датум за старт на преговорите со Унијата, но и голем број неискористени можности во економската сфера кои ги нуди спогодбата за стабилизација и асоциација. За можностите кои ги нуди овој клучен документ на земјава со Европската Унија, разговаравме со доктор Силвана Мојсовска, редовен професор на Економскиот институт Скопје при УНКИМ. Спогодбата за стабилизација и асоциација е основниот документ, полноправен, со кој се регулирани односите помеѓу Унијата и нашата земја. Тоа значи дека тоа што е пропишано таму е рамка која ги обврзува двете страни. Колку е искористена? Во однос на трговијата, искористена е прилично, затоа што во 2000 година, пред да биде подпишана е 2001, трговијата на нашата земја со ЕУ беше околу 40% од вкупната македонска трговија. 2019 тој процент веќе е 70%. Познавањето од страна на компаниите дека има слободен влез на пазарот на ЕУ е присутно, го користат. И друга позитивна околност е тоа што поврзувањето на земјата со европскиот пазар е фактор кој влијае во привлекувањето на странските директни инвестиции. Имајќи предвид дека странските инвеститори што доаѓаат и инвестираат тука се претежно извозно ориентирани, тоа подразбира дека овој фактор придонесува земјата да биде атрактивна за овие инвестиции, што не е искористено. Има работи што не се знаат, а кои се дадени како право. Тоа е, например, дека двете страни треба да дадат национален третман на другата страна во поглед на основањето на компаниите. Ова подразбира дека секој ентитет од ЕУ што овде ќе основа компанија мора да има третман како домашна компанија. Истото важи и за македонските физички и правни лица кои сакаат да основаат компании во ЕУ. Колку е тоа искористено, не би рекла дека е многу, затоа што на ниво на институции нема системски информации во кои држави тоа е навистина така, односно без дополнителни ограничувања. Во определени истражувања што јас ги правев, се покажа дека во некои земји како Германија, Чешка, Балтичките држави, тоа е дадено како право, меѓутоа пак во други, покрај можноста да се добие национален третман, односно можноста да се добие национален третман на компаниите, е придружена со специфични барања, како например во Австрија лицето кое тоа го бара да има регулиран резидентен статус и така натаму.
Ова е многу важно, затоа што значи голема можност за проширување на бизнисот и на економската соработка на двете страни. Отсуството на доволно информации, но и ставањето поголем фокус на обврските отколку на правата кои произлегуваат од овој важен документ се чини дека се клучните причини за недоволното користење на бизнис можностите кои ги нуди спогодбата за стабилизација и асоциација. Начинот на кој спогодбата беше восприемена од страна на нашите институции беше исполнување на обврските кои ги наметнува таа спогодба, затоа што добиваме редовни извештаи од страна на Европската комисија, докаде сме. Многу малку низ годиниве се зборуваше за правата кои ги имаме и за нивно прокламирање во јавноста, посебно во бизнис заедницата. Оттаму потребно е многу повеќе анимирање на јавноста и посебно на компаниите, на македонските компании, што всушност представува спогодбата за стабилизација и асоциација и кои права ги нуди. Во голема мера, спогодбата за стабилизација и асоциација е направена врз основа на реципроцитет. Она што ние го даваме како право на Унијата, практично Унијата мора да ни го даде и нас како право. Проактивноста треба пред се да произлезе од бизнес, од државните институции, а бизнес заедницата тоа да го следи. Ова значи дека државните институции во диалогот со Европската Унија мора да постават прашања поврзани за тоа колку другата страна ги исполнува обврските. Бидејќи не постои во моментот, како што реков, систематизирана информација во однос на определени обврски на Унијата, во која мера тие се исполнети од страна на државите членки. Не е едноставно да се стигне до тие информации, бидејќи земјите членки, многу од работите што како рамка се дадени во спогодбата за стабилизација и асоциација пропишуваат во своите национални законодавства. Значи треба да се пристапи кон сите нив или да се пристапи со прашање до Советот за стабилизација и асоциација, докаде всушност се исполнете тие обврски и да се анимира бизнес заедницата дека многу поинаку може да работи. Ова подразбира кога се воспоставува компанија во некоја од земјите на Унијата, дека компаниите ќе имаат право клучниот персонал да го вработуваат таму. Значи тоа е нешто што мора да им биде дадено без да се бараат некои алтернативни начини за работа во земјите од ЕУ. Спогодбата за стабилизација и асоциација овозможува заштита на домашните индустрии со воведување на определени мерки. До 2008 година имавме право со спогодбата за стабилизација и асоциација тоа автономно да го правиме без барање на дозвола од Унијата, доколку оцениме дека има индустрија на која тоа е потребно. Тие нормално мерки се од времен карактер, меѓутоа можат многу да помогнат во оној период кога оди низ криза определена индустрија. Од 2008 година наваму тоа може да се добие доколку се стави како прашање пред Советот за стабилизација и асоциација, но досега ние не сме вовеле такви мерки и не се побарани такви мерки. Ова е нешто за што треба да се размисли и институциите и креаторите на политиките да воведат, да го земат во предвид при планирање на тоа кон кои индустрии ќе пристапиме, кои индустрии ќе ги помагаме дома и на кој начин. Додека земјата чека консензус од земјите членки на Европската Унија за преговарачката рамка со нашата земја, се уште има можности кои ги нуди спогодбата за стабилизација и асоциација, особено во сегментот на стекнување со недвижности и тргување со хартија од вредност, потенцира професор Мојсовска. 61% од лицата на возраст над 18 години во ЕУ имаат примено прва доза од една од одобрените вакцини против COVID-19, а 40% и втора доза, покажуваат последно објавените податоци на Европскиот центар за превенција и контрола на заразни болести. Процентуално во однос на населението опфатено со вакцинација, највисок процент на вакцинација со прва доза е регистриран во Белгија, и тоа 76,2%, а најнизок во Бугарија 16,6%. Во однос на целосна вакцинација,
односно вакцинација со 2 дози. Највисок процент е регистриран во Малта и тоа 72,5%, а најнизок во Бугарија 14,6%. До државите членки на Европската Унија досега испорачани се 427 милиони дози вакцини против COVID-19, од кои 361 милион дози веќе се искористени. Од испорачаните вакцини најголем дел, или скоро 70%, се на BioNTech Pfizer, потоа 18% на AstraZeneca, 9% на Moderna, а со помали количини следуваат вакцините на Janssen, Sinopharm и Sputnik V. Започнувајќи од 3 јули, 10 пластични производи за еднократна употреба, вклучително пластични сламки и чинии, пластичен прибор за јадење, пластични стапчиња за уши, не може да се продаваат на пазарите во државите членки на Европската Унија. Дополнително, истата мерка се однесува и за чаши, пакувања за храна и пијалок, кои се направени од експандиран полистирен, како и сите производи од оксоразградлива пластика. Според новите правила, забранети се пластичните производи за еднократна употреба, за кои постои алтернатива, а се воведуваат и конкретни мерки за намалување на употребата на други пластични производи. Инаку, 10 пластични производи за еднократна употреба, кои покрај риболовниот прибор најчесто се наоѓаат на европските плажи, сочинуваат 70% од вкупниот морски отпад во Европската Унија. 57% од лицата на возраст помеѓу 16 и 74 години креирале кориснички профил, постирале порака или имале друг придонес на некоја социјална мрежа во 2020 година, што е 3% поени повеќе споредено со 2019 година, покажуваат последните податоци на Евростат. Разгледано по возрастни групи, 9 од 10 млади на возраст од 16 до 24 години користеле социјални мрежи, потоа 6 од 10 од оние на возраст од 25 до 64 години и нешто повеќе од 1/5 од лицата на возраст од 65 до 74 години. Помеѓу државите членки на ЕУ, стапката на учество на социјални мрежи е највисока во Данска, и тоа 85%, а најниска во Италија 48%. Според податоците на Евростат, во нашата држава во 2020 година 70% од лицата на возраст помеѓу 16 и 74 години креирале кориснички профил, постирале порака или имале друг придонес на некоја социјална мрежа. Светот денеска се соочува со голем предизвик. Преработувачката индустрија треба да стане што помалку зависна од фосилните горива, а потребно е и да се намалат емисиите на јаглерод диоксид, кој се главна закана за животната средина. Поради тоа потребни се одржливи решенија и долгорочен концепт за да се намалат емисиите на штетни гасови. Токму еден конзорциум кој го сочинуваат 14 партнери од 7 европски држави, преку интердисциплинарна работа и меѓусекторска соработка, работеше на изнаоѓање начин како да се употреби јаглеродот, за да се спречи негово испуштање во атмосферата. Нивниот иновативен проект, кој е финансиран од Европската Унија, нуди нова технологија која ги претвора отпадните гасови, пред се јаглерод моноксид и јаглерод диоксид, и двата вредни извори на јаглерод, од една индустрија во суровина за друга индустрија. Со тоа му се дава втор живот на јаглеродот. Поконкретно, во иновативното решение се земаат отпадните гасови од челичната индустрија и со хемиска катализа се претвораат во полиуретани, кои се користат во градежништвото за изолација на згради, како и за премаз. Со новата технологија се избегнуваат скапите конвенционални процеси за прочистување на штетните гасови во челичната индустрија. Значително се намалуваат јаглеродните штетни гасови, а се овозможуваат и големи заштеди на финансиски средства. Следната недела се гледаме со нова тема на истата фреквенција. За точниот термин ќе ви информираме на нашите профили на социјалните мрежи. Останете со програмите на Македонската телевизија.